Добра вечер, Тетово! Добра вечер, Македонијо! Добра вечер за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија! Добра вечер за премиерот Груевски, за министрите, за пратениците! Добра вечер за тимот Македонија! Драги тетовчани, морам да ви се заблагодарам што пред 5 години ми дадовте двојно повеќе гласови мене, отколку на кандидатот на опозицијата. Благодарен сум за таа доверба. Тоа беше мотив да бидам почесто со вас. На Светинаум на Шапка да се гледаме, на Атанаси на Калето. Да се гледаме и во Лешок и другите места во Тетовско. Сакав да знам како го живеете. Сакав да знам каков е животот во Тетово. И затоа мојата втора народна канцеларија ја отворив токму во Тетово. Преку неа доставувате се што имате да ми кажете лично мене. Се што сакате да укажете дека ве тишти. Секоја идеја и секој ваш проект. Ви благодарам што имавте доверба досега во мене. Очекувам дека истата доверба ќе ја добијам повторно. Затоа неодамна бев тука да ви дадам отчет за сето она што го сработив минатите 5 години. Да ви кажам дека програмата со која ја доби вашата доверба е целносно исполнета. Сега доаѓам со нова програма. Нова програма за нова доверба. Сакам постојано да сум со граѓаните на Македонија, со граѓаните на Тетово, со сите населени места. Затоа и бев покровител на проектот Спорт како фактор за толеранција, заедништво и почитување, со кој беа вофатени стотина деца од различни етнички и верска припадност, меѓу кои и од Тетово. Целта беше преку спортот децата да се запознаваат меѓу себе и да научат да ги почитуваат различностите на другиот. Затоа бевме и во Шарена џамија, затоа бевме и во црквите во Тетово. Да знаат децата дека имаме традиција на соживот меѓу муслимани и христијани, меѓу евреи и атеисти, дека не е важна верската припадност. Треба да се живее заедно и сплотено. Токму за овој проект добивме и признание од Меѓународниот форум Мир и спорт од принцот Алберт II од Монако. Го поддржував и проектот Социјална и етничка интеграција преку спортот Спортски бонтон, со кој децата покажаа дека преку спортот се зајакнува заедништвото, се шират пријателствата и се запознава земјата. Секогаш ќе поддржувам проекти кои го негуваат и го развиваат заедништвото, особено кај децата, кај младите, кај студентите. И затоа ја организирав и школата за млади лидери, во која секоја година има од Тетово учесници. Нив ги оспособуваме да знаат да водат, да знаат да предводат, да создават тимови, нови тимови за Македонија. Во мојот мандат ги посетив и двата универзитети во Тетово. И Универзитетот на Југоисточна Европа, каде имав и предавање со студентите и разговор со сите студенти, и со Државниот универзитет во Тетово. За придонесот во високото образование и за соживотот во Република Македонија, со орден за заслуги за Македонија го одликував Универзитетот на Југоисточна Европа. Јас доаѓав кај студентите, но и најдобрите студенти од двата универзитети доаѓаа кај мене. Доаѓа да кажат како тие го гледат животот во Македонија, со што се соочуваат во високото образование, кои идеи ги имат за унапредување на високото образование. Затоа што доброто и квалитетно образование е основа за
напредна економија. Почитувани тетовци, и во овие времења кога сите чувствуваме потреба од заедничко ангажирање да ги надминеме тешкотиите и предизвиците, во Тетово стопанствениците, граѓаните соработуваат и работат заедно. Вашата општина е активен простор во кој се стопанисува и се гради. Економијата, трговијата ги упатуваат луѓето едни на други. Кога економијата расте, се расте во државата. Се создаваат услови секој да живее добро и да ја негува својата култура и својата традиција. Има одредени политичари што велат дека не сум бил претседател на сите граѓани. Поминав илјадници километри за овие 5 години низ Македонија. Во текот на мојот мандат посетив многу населени места, различни етнички средини и секаде бев пречекан срдечно и домакински. Така и возвраќав. На секој што бил во мојот кабинет сум посветил еднакво внимание и чест. Тоа е вистина. Бев и ќе бидам еден за сите. И покрај обидите на таквите политичари да спечелат ситни политички поени, граѓаните покажуваат дека се помудри. Граѓаните препознаваат што е дневна политика, а што се долгорочни интереси и соживот на Република Македонија. Почитувани сограѓани, како претседател ќе продолжам заедно со владата да работам на конкретни проекти, конкретни активности кои донесуваат резултати со конкретни рокови. И овде ќе повторам, овие 5 години се работеше многу, напорно се работеше затоа што светот го зафати голема криза од 2008 година. Во такви услови во Македонија се постигна многу. Се постигна затоа што се работеше тимски, единствено. Сите институции во државата работеа во интерес на граѓаните. Спроведени се реформи во речиси секоја област од животот. Затоа поддржувам такви министри, таков премиер. Затоа знаеме каде одиме и знаеме што сакаме. И затоа граѓаните не поддржуваат. Ја градиме Европа во Македонија и ја интегрираме Македонија во Европската Унија. Поставуваме европски стандарди, европски критериуми во Македонија. Затоа и добивме 5 препораки и 5 позитивни извештаи. Со напорни реформи дома и со отвореност кон надвор успеавме да создадеме поволна бизнис клима и да привлечеме странски инвеститори. Токму по тоа денес се мери политиката. Не по убави зборови, не по празни ветувања, туку по бројот на отворени работни места. Ја отворивме Македонија кон нови пазари, градевме нови пријателства. Овој тим го надаместува она што беше пропуштено, она што неоправдано беше запоставувано со години. Функционираме како организирана држава во која доаѓаат странски инвестиции, во која се вработуваат млади луѓе. Ја чуваме Македонија, го чуваме македонскиот модел на соживот. Тоа е автентична македонска традиција наследена од нашите предци, која ние треба да ја сочуваме за нашите потомци. Таа е и политичка и институционална обврска за нашата, но и за идните генерации. Во меѓуетничкиот соживот, ако преходната деценија беше деценија на права, втората деценија е деценија на права, но и на заемни обврски за сите нас. Законот мора да важи еднакво за сите, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Како претседател го бранев, и ако ја добијам вашата доверба, ќе продолжам да го бранам државното единство во Република Македонија. За мене Македонија е една единствена. Претседател сум на сите граѓани. Така работев, така и ќе продолжам да работам. Со животот и отвореноста ги негуваме сите заедно. Почитувани сограѓани,
премиерот ќе ви збори за економските успеси. Но знаете дека во овој период пензите се зголемија 62%, социјална помош се зголеми 40%, платите 22%. Тоа е разликата. Кога се работи со посветеност и љубов за Македонија, разликата ја прават граѓаните. Успехот мотивира, успехот инспирира, успехот обединува. Сплотени низ успехот продолжуваме. Новиот лик на Македонија, Македонија која успева на секој план, на секое поле. Знаеме како тоа да го постигнеме. Постигнуваме и даваме отчет во кој се гледа се што е сработено. Ве повикувам сите вас, сите граѓани заедно, да ги оствариме целите што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија дом во кој се гради благосостојба за сите. Тоа го правиме затоа што изборот е Македонија. Тоа го правиме затоа што граѓаните ни се пред се. Тоа го правиме затоа што Македонија ни е пред се. Тоа го правиме затоа што државата ни е пред се. Да живее Тетово, да живее Република Македонија.